Да си кажеме со Горан Ѓоргиевски, подпредседател на Сојузот на стопански комори на Македонија и председател на Агробизнис комората на ССК за она што најмногу ве интересира, почитувани гледачи, а тоа е кога ќе се намалат цените на основните прехранбени производи. Господине Ѓоргиевски, добро утро, добре дојавте во студиото на Тело. Добро утро, добар ден. Имавте проблем по пат да стасате? Па една среќна околност што гравитирам, да речем, во оваа област, тука во овој дел од Скопје и затоа порелаксирано ми е и можев на поедноставен начин да дојдам. На големо разочарување на граѓаните, би рекол, по таквите спектакуларни најави од страна на владата, дека од 1 декември се очекува поевтинување на основните прехранбени производи, намалување на цените за и до 10%, така беа најавите, пред се на лебот и на другите основни прехранбени производи, тоа не се случи. Првото прашање би било зошто? Па видете вака, јас сум конзистентен постојано во моите ставови и претходно додека разговаравме и со владата и многу пати сум истакнал во медиумите дека вистина ќе дојде до тоа 10% намалување, конкретно на лебот и на пекарските производи. Бидејќи млечната индустрија и месната индустрија се различни теми, различни индустрии каде што електричната енергија влегува со други различни калкулации во цената на финалниот производ. Конкретно за пекарската индустрија, односно за лебот како основен производ, чекаме практично да се довршат некои технички административни прашања кои што во овој момент овие денови се дорешуваат, а кои што не се зависат од бизнисот, односно се префрлени на Евана електродистрибуција дојли на приватните компании кои што ги снабдуваат со електрична енергија самите овие фирми од прехранбената индустрија. Кога ќе се доврши тоа, во нашиот сегмент конкретно веднаш ќе пристапиме кон тоа 10% намалување на лебот и на основните производи кои што се дефинирани од страна. Ајде вака одговорете ми директно. Дали од 1 декември вие користите субвенционирана цена на електрична енергија од 80 евра за мегават час? Дел од компаниите користат, дел не. Зошто тогаш тие што користат не ги намалија цените на лебот? Тоа треба поединечно да се влие. Ние веќе разговаравме, конкретно и мојата компанија, иако не ја користи субвенционираната цена на електричната енергија, веќе има производ кој што е намален за 10%. Колку е сега просечната цена на лебот во најголемиот број пекарници во Скопје? Па една најмала вредност е околу 36 денари. Ние имаме конкретно 32 денари и го испочитувавме тоа што го ветивме како приватна компанија. Се надевам дека и другите компании по добивањето, односно по завршувањето на процесот да се добие таа субвенционирана цена на електрична енергија од 80 евра за мегават, ќе пристапат кон тоа. Ако не објасните за какви технички проблеми станува збор, граѓаните ќе можат да добијат впечаток дека владата го исполнила својот дел од договорот, ви овозможила субвенционирана цена на струјата, но вие сега во име на екстра профити не сакате да ги намалите, да ги спуштите цените и затоа ве замолувам за конкретен одговор. Да. Каде е тој застој? Еве 5 декември е денеска, 5 дена и некако разочарување. Вчера беше како студен туш, односно претходните денови најавате и од мелничарите, и од пекарите, па и од другите индустрии овие кои произведуваат основни прехранбени производи дека намалувањето на цените нема да оди така едноставно и брзо. Конкретно, значи топката е кај приватните компании кои што ги снабдуваат со струја приватните прехранбени бизниси. Ке ги адресираме, тоа е Евана електродистрибуција Дойл и овие снабдувачи ЕДС и така натака кои што треба да ни дозволат на дел од компаниите кои што имаат фотоволтаици да се префрлат кон ЕСМ одржување, кон ЕСМ продажба на електрична енергија. ЕСМ продажба на електрична енергија има лиценца да снабдува електрична енергија на слободен пазар по цена од 80 евра за мегават час. Донесен е закон кој што е веќе објавен во службен весник, е во сила и сега тука настанува како да го дефинираме некои меѓусебно нивни проблеми каде што они конкретно ЕСМ продажба, МЕМО, МЕПСО, тие се институции од електроенергетскиот сегмент, бараат да приватните снабдувачи со електрична енергија дозволат да тие компании се префрлат во ЕСМ продажба, овие пак од нив бараат некои писмени документи кои што не треба да ги бараат и едноставно се работи за една смешна бирократска работа, јас ги издефинирам. Значи и двете страни го почитуваат меѓусебниот договор и трговците и производителите се расположени да ги спуштат цените и да ги поевтинат производите, меѓутоа поради административно бирократски. Јас се извинувам што ве прекинувам. Конкретно ви посочив кои адреси и сметаме дека
имаме всушност сериозни ветувања од надлежните органи дека ова ќе се разреши буквално денес, утре. Дали може да се каже дека владата влезе неподготвена во вториот ешалон, например, на тие ја донесоа одлуката дека ќе ви дадат субвенционирана цена на струјата за да ги намалите цените на производите, меѓутоа не беа подготвени институционално да го спроведат тоа? Па не знам сега, не би навлагал нели тоа како биле подготвени, меѓутоа на терен оперативно резултатите се такви какви што се. Според мене требаше тоа да се антиципира, да се види однапред и да се конкретизира и да се дојде однапред до сите овие решенија. Меѓутоа, еве и неколку дена, икс денови за доснување, би сакале ние да тука да апелираме преку вас како медиум, значи уште денеска, уште вчера буквално да се довршат овие административни и бирократски работи, кои што ќе значат да конечно струјата дојде до сите компании од прехранбената индустрија, цената на електричната енергија по 80 евра за мегават час. Дали тоа ќе ја намали цената на левот, бидејќи дел од вашите колеги, вие сте меѓу другото за гледачите кои можеби не знаат и собственик на Специјал, фурната на големиот производител на леп и пекарски производи. Голем број од вашите колеги велат дека и да добиваат цена од 80 евра за мегават час, тоа не е доволно, бидејќи цената на струјата незначително влијае во формирањето на цената на лебот. Прашањето е дали ќе поевтини лебот ако се решат овие административно-бирократски процедури, или пак повторно е тој лимит тука некаде е таа горна граница, долна граница 36 денари. Ќе поевтини лебот, значи има основа со оваа субвенционирана цена на електрична енергија за поевтинување од 10%. Тоа е конзистентен став кој што постојано го повторувам. Говорам за лебот како основен производ. Меѓутоа, повторно ќе речам, ако тука ги вметнете млечната индустрија и месната индустрија, тогаш има разлики, бидејќи електричната енергија не учествува, различно учествува во однос на интерните нивни калкулации во формирање на финалната цена. Значи, таму е различен производниот процес. Во моментов вие во месна или во млечна индустрија изработувате некој производ кој што ќе се продава за 2 месеци од сега. Значи, технолошкиот процес е таков. Разбирате? Некои од мелничарите и пекарите велат дека големо влијание врз формирањето на цената на лебот има состојките за производство, бидејќи се од увоз. И главно цената на житото, на лебното жито и цената на квасецот се зголемени во овој период. Така што тука се правда ова зголемување на цената и дека ова со струјата што се случува како субвенција не е доволно. Јас тука тоа го коментирам на следен начин. Делот, тој колач, делот, таа приказна, да речеме, е цената на електричната енергија. Значи, доколку тоа се заврши, оваа субвенционира, сметаме нели дека е веќе завршено и ќе се заврши, бидејќи повторно да не повторувам, е огласено во службен весник на Македонија. Сега можеме, доколку сакаме подлабоко да одиме во намалувањето на цените на целата прехранбена индустрија, можеме да одиме преку активирање на стоковите резерви. Затоа што суштинскиот проблем е дека кај нас во самата компанија имаме паралела направено во февруари фактурите кои што сме ги набавувале соодветните импутни суровини како брашно, како масти, како маргарини, како масло за јадење биле со цена која што била пониска отколку сега во октомври истите вредности, истите количини биле пониски за 97,8%. Правевме една анализа интерна каде што утврдивме дека цените се покачени практично за 97,8% на овие влезни суштински импутни суровини. Тоа ви кажува дека еден дел од сегментот релативно мала електричната енергија, меѓутоа имате многу голем друг сегмент на влезни суровини, а при тоа не коментирам зголемени плати како импутна вредност во самиот процес на производство. Дали ова значи дека како подпредседател на Сојузот на стопански комори во име на комората барате интервенција од стоковите резерви? Што би значило тоа во однос на прехранбената индустрија? Колкав дел за фаќање во стоковите резерви и дали досега имате чуено од другата страна, од страна на владата, повратна информација дали се тие подготвени на тоа? Видете, не е тоа тајна. Ние постојано на сите состаноци, конзистентно наназад периодот го кажуваме дека и тоа е една суштинска мерка активирање на стоковите резерви. Сега, работата е што во пекарската индустрија можете да активирате стокови резерви, меѓутоа доколку се работи за млечна индустрија, таму млекото не се чува како стокова резерва, тоа е невозможно, нели? Меѓутоа има некои други мерки кои што може да помогнат на месната индустрија, например укинување на царини на замазнатото месо, на млечната има на друг начин каде што може да се помогне.
Така да потребно е да се има волја и сметаме дека во следниот период со една позитивна енергија, со една волја може да се дојде и во подлабоко намалување на цените. Господин Георгиевски, го проследивме, го видовме како изгледа проектираниот буџет за 2023 година. Да. Како Сојуз на стопански комори ги оценувате досегашните мерки кои владата ги презема во однос на поддршка на бизнисот? Со оглед на тоа што во Сојузот на стопански комори членуваат најголемиот број на мали и средни претпријатија во земјава, дали сте вие задоволни од улогата на државата во ублажување или во амортизација или во надминување на досегашната криза? Зборувам за од почетокот на енергетската криза минатата година со надоврзувањето и почетокот на војната во Украина и се ова што ни се случува. Дали доволно направи државата? Ние сметаме дека има позитивни мерки во однос на тоа, меѓутоа од особено значење е да овие мерки се продлабочат и уште повеќе се придонесе, значи со квалитетни мерки во однос на помош на бизнисот. Затоа што сметаме дека бизнисот во овие времиња е најоптоварен. Значи, на свој плеки издржа 2 години ковид криза, еве и сега една година енергетска криза, така да конкретниот одговор ми е, сметам дека институциите, значи владата, работат на случајот, меѓутоа може да се направи многу повеќе. Што конкретно очекувате вие како ССК? Конкретно ние очекуваме, нели, помош на ова беше квалитетен чекор со субвенционирање на цена на електрична енергија од 80 евра за мегават час. Понатака сакаме да влеземе во меѓусебна координација и комуникација каде што ќе им посочиме уште некои работи кои што се многу важни, кои што треба да се направат. Ние веќе тие теми ги отвараме. Меѓутоа потребно е понатака уште повеќе да се конкретизираат, да се прецизираат и да има волја и слух од нивна страна за да се дојде до уште квалитетни мерки за помош на бизнисот. Како агробизнис комора и како Сојуз на стопански комори, што е ваш приоритет? Имате ли некои точки кои се клучни за полесно бизнисот да ја преброди зимава и да стасаме во 2023? Клучни точки кои што ги посочивме исто така се големата неликвидност на компаниите. Тоа е директно врзано со квалитетни кредитни линии кои што треба да дојдат од страна на банките и од страна, еве да речам, на Македонска банка за поддршка на развој. Квалитетните кредитни линии, каде што не знам колку сте информирани, до сега имаше некои кредити за кредит на енергетска шема кои што не знам дали се во функција и како се, меѓутоа имаше понатака бескаматни кредити во висина од 5 милиони евра кои што веќе далеку се потрошени, кои што се 5 милиони евра за целата држава, за целиот бизнис е верувате смешен квантум на финансии. И понатака имаше кредити во висина од 20 милиони евра кои што се однесуваат за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Чинам дека и тие се потрошени. Нас ни е поентата, бидејќи јас тоа вака сликовито го објаснувам, на влезот инпутните расходи кои што се на самите компании, говорам за зголемени цени на суровини, кои што пред малку ви кажав, за зголемени цени на енергенси, за зголемени цени на плати, сето тоа ни абсорбира на влезот ликвидноста. Приходите кои што ги добиваме, овие покачувања се практично незначителни во однос на она што го имаме како расход. Затоа е потребна во овој момент една силна поддршка на ликвидноста, која што може да дојде преку квалитетни кредитни линии. Во време кога онаа другата комора, Стопанската комора на Македонија, драматично апелира дека бизнисот е на колена и дека предстои најтешката зима и дека многу голем број компании ќе бидат принудени да го намалат бројот на вработени, да отпуштаат, да ги затворат фирмите, дел? Вие некако релативно благо се изразувате во однос на описот на бизнис амбиентот во кој живееме и добивам впечаток дека зборуваме за некоја скандинавска земја. Дали во Сојузот на стопански комори вашите членки се задоволни од бизнис амбиентот? Каква деловна клима владее во Македонија во моментов? Не, апсолутно не се задоволни. Јас сега дали е само проблем кредитната линија? Затоа прашувам. Дали само кредити ви требаат поповолни? Меѓу кредити, тие директно во моментов актуелна тема е ликвидноста. Затоа јас вака го коментирам. Меѓутоа, сакам да бидам пристоен во разговорот, затоа што ако влеземе енергично, нема да се разбереме. Не, само барам да објасните што е приоритет за Сојузот на стопански комори, освен поволните кредити. Активирање стоковите резерви, поддршка на ликвидноста,
Понатака тоа ќе ни овозможи конкурентноста да биде подобра на компаниите, затоа што дадените компании во околните земји имате ситуација да имаат сериозна поддршка компаниите и тоа во насока на активирани стокови резерви веќе во Србија, субвенционирана цена на електрична енергија која што во текот на целата криза и во ковид периодот се движи во распонот од 70 до 120 евра, чинам сите околни земји, говорам и Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и така натака. Така да, ние тек сега ја добиваме дел од компаниите оваа субвенционирана цена на електрична енергија. Меѓутоа, потребно е многу пошироко ова да се види. Добра работа е што гледаме дека даночните реформи се одложија, тоа беше исто така многу важна работа, дека дел од тамо да начнеме реинвестираната добивка нема да се оданочува, понатака дека ќе се фокусираат кон дадените компании да се оданочат тие што имаат огромни профити во овие времиња, така да тоа може да се види по билансите на состојби на успех, каде што таксативно се наредени, практично вистинското оданочување да дојде таму каде што треба, а не на компаниите кои што... Во таа смисла сте го анализирали и каков е вашиот став во однос на процентот на сива економија и корупција во земјава? Колку тоа влијае на бизнисот? Тоа беше следното што сакав да го кажам. Значи, сивата економија е рана во нашата држава. Значи, треба конечно соочување со тоа и тоа повторно, веројатно има неколку модуси како да почне да се решава. Еден од главните чекори би било дигитализацијата, која што ќе оневозможи кеш да доаѓа секаде да се движи низ луѓето, низ институциите и понатака во однос на сивата економија секогаш пристапот на ниски даноци е најквалитетен затоа што ќе им биде на луѓето поевтино да го платат данокот отколку да се занимаваат со негово заскривање. Тоа се најважни работи. На тој начин самата држава многу ќе си ја зголеми даночната база од каде што ќе си ги апсорбира своите приходи. Нормално и ќе си ги наплати. Во нашата држава проценките се дека е, ние велиме има дел сива економија, дел црна економија. Под сива економија се подразбира зацкривањето, во однос на врските кога се плаќаат недавање фискални сметки, е една парадигма тука лесна да употребам, или пак црна економија, компании работат, а воопшто не постојат во системот, ги нема. Кога станува збор за намалување на цените, како можност ми спомнавте еден закон кој е многу важен за вас како бизнис сектор, за фер како го Законот за нефер трговски практики при снабдување на трговските ланци. Зошто не се спроведе тој закон? Тој е сега донесен во рамки на законот за потрошувачи, новиот закон за потрошувачи. Ние изричито баравме тој закон да биде настрана од тој закон за нефер трговски практики при снабдување на трговски ланци, затоа што тој е исклучително важен закон. Тој закон ги опфаќа скоро сите производители, конкретно од нашата комора, каде што имаме микро, мали, средни фирми, и тие компании се гледа многу едноставно. Веќе тоа со министерот за економија сме го коментирале дека имаат релативно многу мала профитабилност, 2 до 5% чинам на крај на годината. Меѓутоа тие компании произведуваат добри производи со кои што ги снабдуваат трговските ланци. Таму за да влезете вие да работите со нив, ви треба веднаш ви бараат 25, 30, 35% од продажниот приход. И сега замислите, на една страна имате профитабилност 2 до 5%, вие како произведувач на производот, а само што ќе го дистрибуирате во трговскиот ланец, таму ви бараат 25, 30, 35% од приходот. Тоа ви го намалува можноста да калкулирате со цените и да... Само в момент да довршам, се извинувам. Тоа значи дека многу неравноправно се распределува колачот. Односно, тоа значи дека овие производни компании не можат соодветно да се развиваат, не можат да инвестираат во техничко-технолошки средства, не може да напредуваат во нивната работа. Они се замрзнати, закочени. А целата, главната профитабилност оди кон трговските ланци, кои што се шират со светлосна брзина. Што мислите? Тој закон ќе помогне многу да имаме равномерност и ќе помогне да компаниите од микро, малите и средните компании цврсто застанат на нозе и напредуваат посериозно. Владата најави засилени инспекцијски контроли и ригорозни казни за трговците и производителите кои нема да почитуваат, ќе бидат на субвенционирана цена на струја, а нема да ги намалат цените и дека тоа ќе го отвори патот кон нова мерка за замрзнување на цените. Кусо, само што мислите како производител и како агробизнис комора за мерката за замрзнување на цени? Видете, треба добро да се обмисли се. Ние тоа го прифаќаме кога вистина на влезовите ќе имате овој квалитетен чекор како што е субвенционирана цена на електрична енергија ќе се продлабочи со други чекори, тогаш
прифатливо е тоа. Нека има ред, дисциплина и поредот. И ние апсолутно сме, целиот приватен бизнес, односно производителите, имаат сенс за целата оваа ситуација на голема мизерија, на големи социјални ранливи категории до кои што не може да дојдат производи со ниски цени. И нашата цел во овие времиња не е да профитираме. Дури се оди во димензија да се преживее. Меѓутоа, тоа мора да биде следствено добро анализирано, вистинската помош да дојде на вистинско место, компаниите да бидат помогнати, а производи со релативно ниски цени да дојдат до крајните потрошувачи. Кога се инволвиравте во структурите на Сојузот на стопански комори, ја преземавте Агробизнис комората, најавивте дека една од вашите мерки, приоритети кои треба да ги спроведете во вашиот мандат е окрупнување на земјоделското производство, односно Македонија да го искористи својот земјоделски потенцијал и конечно да може да произведе доволно храна за сопствените потреби да си го прехрани своето население. Во таа насока ве прашувам како го коментирате фактот што од Македонија годишно се одлеваат и до повеќе од 900 милиони евра за увоз на храна и прехранбени продукти? Начнавте една многу добра тема, многу значајна тема. Како тоа субвенции секоја година има, се исплаќаат во висок квантум на енергија, а од година во година наназад 10 години нашето производство се намалува. Тоа ви кажува дека субвенциите не се квалитетно, не стигаат таму кај што треба да стигаат. Односно сега чинам дека законот е веќе сменен и дека конечно субвенциите ќе се исплаќаат на по килограм принос, а не по метар квадратен површина. Ме сваќате? Тоа значи дека субвенциите потребно е веројатно уште да се дообмисли тој закон. Има многу, како што гледаме, нели, несогласувања од производителите, начинот не се дефинирани точно точките од тој закон. Меѓутоа суштината е дека конечно субвенциите треба да дојдат до тој што произведува, тој што го има поголемо производство, ќе земе конкретно килограм принос, ќе земе поголеми субвенции. Тоа директно ќе имплицира да имаме зголемување на квантумот на произведена храна во нашата држава. И ќе се намали одливот на девизи по таа... Значи тоа сега во оваа криза гледаме две клучни работи се профилираа. Домашното производство на електрична енергија од економски аспект и домашното производство на храна. Ова е едно училиште кое што ние треба буквално да го научиме во вакви кризи. Важна лекција и секогаш нели кризата креира важни лекции и можност да излеземе помудри и точно подобро да се таргетираат мерките. Горан Ѓоргиевски, потпредседател на Сојузот на стопански комори и председател на Агробизнис комората, при ССК ви благодарам за гостувањето во утринската. Благодарам јас, само уште една работа, ако може да дозволите, апелираме во однос на субвенциите на електричната енергија од 80 евра за мегават, односно во однос на бирократските работи кои што се случуваат интерно во системот, да може што побрзо да се дорешат овие бирократски работи, да речам вчера, не денес, и конечно да се заокружи тој процес, да сите компании од прехранбената индустрија добијат субвенционирана цена за електрична енергија и понатака да се продолжи во процесот на намалување на цените. За да ги почувствуваат и граѓаните ефектите од тоа. Апсолутно.